Почитувани колеги, а мислев дека професионално ќе продолжиме да ја тераме работата, но очигледно сгрешивме. Сгрешивме со непочитување на многу членови и се повикувам на членот 90 и на 89 чинам кога станува збор за реплика, кога репликата треба да биде основана врз основа на претходниот искажан став од колегата и вие треба да дојдете овде и да кажете зошто не се согласувате. Во ред, излеговте, дозволете да ви објаснам први неколку работи во кои сгрешивте. Како прво, општина Богданци, градот Богданци и градот Виница, за кој зборуваше колешката и бараше средства за Виница, а вие овде зборувавте за Богданци, знаете што? 180 километри има разлика помеѓу едниот и другиот град. Колку што има километри разлика, толку има километри разлика и вашето видување. Дозволете да ви објаснам. Зборувавте извори за финансирање. Почитувана колешке. Почитувана колешке, извори на финансирање не смеете да кажувате овде на ваков начин како вие што направивте. Ги омаловажувате, колеги, ве молам, послушате ја мојата поента. Бидејќи овде колешката излезе и ги навреди сите граѓани кои живеат во општините кои денес се раководат од градоначалници кои потекнуваат од партијата ВМРО ДПМН. Почитувана колешке, вие навредивте граѓани, пресметајте колку вкупно има во 43 општини во Македонија. Трета работа, заборавивте, во ова што го спомнавте, да ја спомнете, уште ви остана програмата Еразмус Плюс да ја спомнете. Па може би ќе пробате да тренирате магариња повторно негде. И на крај, ве молам да го почитуваме деловникот. Ке ви повторам, 180 километри има разлика помеѓу Виница и Богданци. Ја сгрешивте работата. Благодарам.